Младата писателка Марта Димитров пред кавадарчани го промовира својот првенец, романот Разголена душа. Се работи за книга која ова 27-годишна девојка ја пишува во период од 3 години, време во кој успеала или имала намера да ја спознае љубовта и животот, како што објави порталот kavadarche.com. По неколку годишна работа, бројни непроспиени ноќи на тастатурата и испишани и избришани редови, конечно младата кавадарчанка Марта Димитров пред кавадречката и македонската јавност го промовира својот прв роман Разголена душа. Со издавањето на Разголена душа, Димитров ја исполнува својата желба, но и желбата на Клара, главниот лик во романот, да ги издадат своите книги кои носат силна порака дека се е возможно доколку силно се посакува да се работи на негово остварување. Инаку самата промоција помина во еден миг низ музичка придружба на гитара и клавир на одличните Пепи и Перо, читањето на извадоци од книгата на Александра Хаджинеумова. Промотор беше Петар Гурев, долгогодишен пријател на Марта, библиотекар, човек кој секојдневно другарува со книгата и знае за книгата. Гурев на негов начин им презентира на присутните како го доживеал романот читајки го и рече дека за да се разбере суштината на ова издание, на него треба да се наврати неколку пати. Убаво четиво кое топло им го препорача на читателите да го имаат во својата библиотека. Марта Димитров не го криеше своето задоволство од публикувањето на незината прва книга Прозно дело, кое го напишувала во период значаен за незиниот млад живот. Во желбата да стигне до првата цел успеала благодарение на упорноста и спознавањето на животните предизвици и поддршката од семејството. Најави дека ќе продолжи да пишува, што е нов предизвик за неа, уште повеќе што има покана од издавачката куќа Ѓурѓе за нов ракопис. Фактот дека просторот на библиотеката Феткин е изразито топол за промоции, а вработените се вистински професионалци за ваков настан, исто така беше значаен придонес за вкупниот впечаток. Тие најавуваат слични настани во иднина, со што културата ќе постигне нова димензија. На промоцијата присуствуваше и председателот на Советот на општина Кавадарци Ристо Сакалиев. Пријатно исполнет амбиент со пријатели, роднини, обични граѓани, поети, писатели, професори, доктори, новинари, граѓани, љубители на пишаниот збор. Се нас е убаво книжевно доживување. Романот Разголена душа го издаде издавачката куќа Ѓурѓа и е дел од едицијата поддршка на 10 млади автори по повод 30 годишнината од постоењето на овој реномиран издавач кај нас во Македонија. Разголена душа заинтересираните засега може да ја набават преку онлайн продавницата kupikniga.mk. Добро вечер на сите присутни овде. Особена чест и задоволство ми е да ви имам како гости на промоцијата на мојот прв роман издаден на мајчин јазик. Се надевам дека јас, Петар и Александра и секако музичката поддршка ќе успееме да ви го задржиме вниманието до крајот на промоцијата. Најпрво сакам да изразам огромна благодарност од тимот на мојата издавачка куќа Ѓурѓа, која ми даде шанса да бидам дел од едицијата поддршка за 10 млади автори во повод 30 годишнина од нивно постоење. Секако би сакала да им се заблагодарам на оние кои финансиски го потпомогна издавањето, а тоа се библиотека Феткин, Градба Промет, Дом на култура Иван Мазов Климе, Трасер Станоја Експорт Импорт и Бадев Дуел. Би сакала да им се заблагодарам и
на моите родители, кои во изминатиот период ми беа огромна поддршка за се ова да стане реалност. Сега, ако продолжам со целта која имав за да ја напишам книгата, веројатно треба да споменам дека пишувањето е просто неизбежен дел од моето секојдневие. Освен тоа, целта да ја напишам токму оваа книга и со таква содржина е да им ги пренесам на читателите моите идеи и ставови за љубовта и животот воопшто, спакувани преку приказната за 22 годишната Клара, која има куп прашалници во главата, што љубовни, што животни, и која секако има сон, а тоа е да издаде книга. Во романот ќе прочитате за вербата во остварувањето на соништата, ќе прочитате за истрајноста на патот кон остварувањето на целите, ќе осознавате за себе спознавањето, ќе осознавате за смислата на животот и за љубовта како вечна и неисцрпна тема. Не би го карактеризирала како љубовен роман, само како љубовен роман, барем не го карактеризираа само како таков оние кои веќе има можност да го прочитаат. Напишан е во трето лице, со што за ликот на Клара ќе забележите дека авторот не се плаши да и критикува незините несовршености и токму преку незините дилеми и тие несовршености ќе успеете, се надевам дека ќе успеете да ги извлечете главните лекции што всушност јас како автор сакам да ги пренесам. Благодарам уште еднаш за вашето присуство. Се надевам дека ќе уживате до самиот крај и секако во содржината на книгата. Добро вечер и од мене. Кога добив покана да бидам промотор на оваа книга, не бев изненаден, затоа што веќе ја чекав, ја очекував. Јас бев еден од првите што малку потурна на кај остварување на оваа идеја. Секако институција, библиотека Феткин ја поддржа оваа книга, ако можеме да речеме и проект, секако кој што можевме. Ја прочитав еден од првите, затоа што ја прочитав уште првиот ден кога ја добив книгата. Најверојатно ја добив еден од првите. Да. Како библиотекар, како искусен во оваа работа, прва работа што забележуваме се техниките на книгата, наративот, начинот на пишување. Значи книгата е пишувана како доста искусен, стручен човек во областа на пишувањето. Значи, ова е првиот роман на Марта на наш јазик, на македонски јазик. Значи, претходно има роман на англиски јазик и збирка на стихови исто на англиски јазик. И тие ми се прочитани, но ова ми е некако посвојствена, поблиска, можеби заради јазикот. Да зборам малку за приказната. Значи, во книгава има неколку ликови, неколку посебни приказни, различни. Освен главниот лик, тука се двете другарки на Клара, кој што е главен лик, и момчињата на дел од ликовите. Испреплетени приказни, добро спекувани во целина. Она што првично се забележува во книгата е сите се имаме најдено во ситуација, во повеќе од ситуациите, без разлика на пол, на возраст, како Клара, главниот лик. Клара е интересна девојка, како што кажа Марта, со многу прашалници во глава, со многу филозофија за животот. И би сакал малку, преку дел од книгата, Александра да ни ја представи онака како што Марта пробала да ја представи. Нејзиното име е Клара. Годината 2013. Прекршува месец мај. Пред неа има празен лист на нов документ од Word програмата вклучена на нејзиниот лаптоп. Внатре во неа се препираат неколку идеи.
обидот да ја задржи инспирацијата и малку мотив да не се откаже од намерата. Клара се двоуми дали тоа е доволно за да го начне новиот роман. Како минуваше низ младоста, така учеше како да се држи до себе. Како да изчекори назад, пред некој од спротивната страна да се обиде да ја поттурне насила во истиот правец. Ке изчекореше, ке се смешкаше, потоа ден-два ке беше со собствените мисли и таму ке увидеше дека се си стои на место. И со ништата, и вербата. Потоа повторно има сила да продолжи во насоката од која се вратила чекор назад. Научи да ги игнорира моментите кога е смешна за другите со темите на кои сака да зборува. Дури и кога моментите беа со нејзините најверни пријатели. Таа се согласува сама со себе. И кога мора да направи катарза на мислите, Клара пишува. Хартијата знае само да слуша. Таа не суди. Нејзината лична психолошка војна во однос на издавањето на романот или така наречениот роман не ја знаеше никој. Веќе ја имаше генералната слика и општиот став на нејзините пријатели. Тие не ја мотивираат, не ја ни поддржуваат. Тоа е невозможна мисија и нешто недофатно. Но Клара сака да има предизвици и врвови што ќе ги дофаќа. Сака да се бори и да работи на одредена цел. Клара сака да почувствува возбуда, предизвикот да ги разбори емоциите. Затоа молчи. Од една страна и стои стравот од идентификација со одредена општествена улога. Од друга страна, прифаќањето на нејзиното себе би донело удобност во сопствената кожа. Истото е од суштинско значење затоа што носи препознавање на сопствените вредности. Клара често знае да биде деструктивна и да мисли дека треба многу да даде за да заслужи мало. Неа и недостасува себе вреднување. Потоа може би било полесно сварли фактот дека животот е театарска представа што не бара соживување со улогите. Само треба да се биде професионален. Значи, ова е мал дел од тоа што е Клара всушност, но целата книга е, како што кажа, веќе сплет на повеќе живот и повеќе процеси, повеќе односи. Значи, се сретнуваат неколку парови, Клара и Давид, Елена и Дарко, Софи како самеца, неосамена, Дамјан и Клара, но онаа најсилната врска во целата книга е желбата на Клара да го издаде својот, и ако не сака да го нарече роман, своето дело, значи тој мотив, таа страст, таа желба за издавање е она што во првите неколку страници ме натера да мислам дека е автобиографија. Значи, познавајќи ја Марта како таква, едно од моите први прашања беше колку е автобиографско ова дело. Колку има автобиографија во цело ова. Марта кажа дека има мал дел, дека ликовите, имињата на ликовите се вистински, со мали модификации, но најголем дел од настаните се измислени. Да. Иако се измислени, сепак целосно приказната ја покажува суштината на животот, филозофијата на животот и се што е поврзано околу животните процеси. Најголемите процеси како љубов, смисла за живење, желба за умирање, и се опишани на повеќе страници, со што дури романов можеби не е толку љубовен, колку што ја покажува смислот и филозофијата на животот. Сакал Александр уште еднаш да ни прочита нешто од тој дел. Според Клара, писателот на безбеден начин допира до читателот и разговара со него. Истовремено учејќи го да биде добар слушател. Ако тоа е еден од начините да се дојде до мудрост, Клара пишуваше
за да ги менува луѓето. Книжарот во нејзиниот живот беше како залутан патник кој вреди да го спознаеш. Сена се почна да верува дека постои судбина. Но кога ќе се појави среќата од задаголот, е тајна која учесникот во играта ја дознава последен. Понекогаш или речиси често, преферираме да останеме во удобството на нашите лични безбедни зони. Но, нели со новите се практично непостоечки ако не се обидеме да ги наречеме цели или предизвици и не посегнеме да ги дофатиме? А бараат храброст. Остварувањето на целите и со ништата бара храброст. Основата на успехот лежи во тоа да станеме повеќе пати отколку што ќе паднеме. Не може да се случат совршени нешта на совршено место, кога сакаме, а згора на се и таа да би изгледала совршено. И човек не може подготвено да ја чека секоја средба што ја посакува, или секогаш вешто да ги избегнува оние што не ги сака. Животот може да те нашамари токму кога деталите ги знаеш и подготвено очекуваш нештото да се случи. Или да те изненади со својата совршеност некаде за даголот, каде што очекуваш да ја видиш само сивата улица со неколку автомобили, или пак за рафтот од маркетот каде што се наоѓа твојот омилен зачин. Но зарем тој ќе биде еднакво вреден за живење ако во чантата со себе го носиме напишано сценариото со нас во главната улога? Жените се зајубуваат релативно полесно од мажите. И почесто. Барем така велат. Велат и дека машката љубов е поинтензивна и посилна од женската. Иако е поретка. Велат и дека мажите забораваат потешко. Кој знае? Жените веројатно со текот на времето и минатите пропаднати љубови стекнуваат имунитет. Организмот пак на мажите им е послаб. А големите љубови пак, кај нив често знаат да делуваат како заушки или сипаница, или која било слична болест. Штом еднаш ќе ја преживеат истата, после тоа никогаш не се враќа кај нив. А величественоста на големите љубовни приказни е во тоа што тие успеваат да се одржат и да преживеат низ разни временски услови. И како што ветерот го гаси малиот, а го разгорува големиот оган, така и малите љубови минуваат и се забораваат низ неправдите на животот, а големите се одржуваат низ поразите и падовите. Всушност, лекцијата од љубовните филмови и книги е дека животот е скоро секогаш праведен кога се во прашање првите. Само често сме ставени на тест за да ги научиме важните лекции. Веројатно мудроста сепак доаѓа со годините и искуството. Оти животот е често повеќе внатрешна борба. Тој бара да продреме во себе, да се анализираме, да правиме интроспекција, да ги запознаеме стравовите и да ги признаеме слабостите. И колку и да си сигурен дека си ги добил битките, тој ќе те врати назад, за да те потсети дека имаш уште многу за работа. Исто, колку и да сметаш дека нема за што да се анализираш или да буричкаш во своето себе, дека си доволен таков каков што си, тој ќе те собори стратешки и цинично ќе ти покаже каде во себе треба да бараш, што ќе успее да те промени за секогаш. Животот не се родил пред нас за да ни скрои приказна. Животот се родил заедно со нас, во нас. Но додека да застанеме на нозе, тие околу нас веќе почнале да пишуваат наместо нас. Ете така нашата приказна станува не наша, туѓа, а деломно и нашите животи. Но тоа не значи дека кога ќе почнеме да чекориме сами, нема да можеме да одиме каде што сакаме. Секој има дар сам да напише приказна.
Повеќето се обидуваат да веруваат дека друг пишува, дека не е таа нивна задача. Така им е полесно. Јадат што ќе им се сервира. Не го ни погледнуваат менито. Велат, ве молам специјалитетот на денот. Ете така нашите лични приказни стануваат историја на туѓо перо и производ на туѓи желби. Мисли, очекувања, закони и судови. Јас уште еднаш се надевам дека со целава промоција се успеавме да стигнеме до вас и да ја начнеме желбата да ја прочитате оваа книга, значи јас лично уште еднаш топло ви ја препорачувам, затоа што е вредна за читање, вредна е и за препрочитување, затоа што има доста добри работи да се прочитаат. Ви благодарам на присуството, ви благодарам од име на Мартар за поддршката. Секој кој што сака може да ја купи сега оваа книга по промотивна цена од 200 денари и авторот да ја потпише.